Почитувани, Димитар Ковачевски како премиер и председател на СДС тврдеше дека уставните измени се последна пречка за влез на Македонија во Европската Унија. СДС водеше кампања со која не убедуваше дека само што не сме влегле во Европската Унија, а пречка за тоа се уставните измени после кои секе се смени. ВМРО-ДПМН уште тогаш кажа дека СДС, Ковачевски, Маричич, Зечевич и Османи лажат и дека уставните измени се само почеток на бугарските барања. Тоа што ВМРО-ДПМН го зборуваше, сега го кажаа и од Европската Унија, односно еврокомесарката Марта Кос потврди дека нема гаранции дека ова се последните бугарски барања. Еврокомесарката Кос кажа дека не може да потврди дека нема да има нови блокади заради билатерални прашања. Каде се СДС сега? Каде се сокрија? Откако ја доведоа државата во безизлезна ситуација, тие се кријат и молчат. Ви благодарам. По параграфот стоеше, Република Северна Македонија успешно го заврши скрининг процесот, останува да ја исполни својата обврска за спроведување на амандманите на Уставот и веднаш без одлагање да биде закажана втората меѓувладина конференција. Првиот кластер нема да може да се отвори без да се прават уставните измени. Лидерот на партијата денеска посочи дека власта лаже, дека уставните измени се последната пречка. Им ја плесна вистината во очи, тоа е вистината за која што ВМРО-ДПМН и јас зборувам веќе година и половина. На јавна сцена се виде дека Маричич, Зечевич, Ковачевски, Ахмети, Османи, Груби го лажат народот во Македонија дека ова е последната пречка, не е последната. Фрустрациите се разбирливи, но никој не може да ја даде гаранции на Македонија дека по уставни измени нема да следат нови блокади поради билатерални прашања. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на брифинг за европските новински агенции во Брисел. За сега остава само простор за надеж дека наскоро ќе се најде решение.